Здраво, ракови, добре дојдовте. Ајде заедно да ги толкуваме пораките. Ајде заедно, затоа што без вас овие пораки немаат никакво значење и се обична метафора. Затоа сте тука и сте потребни да ги препознаете и да ги однесете таму каде што им е местото во вашиот живот. Затоа што генерални се пораки, се однесуваат за многу голем број од вас, се однесуваат за многу аспекти од животот, затоа препознавајте, толкувајте и ке не водат. Јас ви го посакувам тоа. Ајде сега да видиме што носи месец јуни за вас, драги мои ракови. Епа, веќе од кај 23-ти, не сум сигурна, нели тоа е веќе ваш месец, ваш период од годината и може би токму затоа ова што го гледам овде е совршенство. Ова е успех, значи успех и само успех на секој чекор, во секое поле, вие ќе бидете пресрекни и презадоволни. Дури за некој од вас, мислам дека вас ќе ви биде дури издодевно, кога веќе ништо не се случува така, како да кажам, така скокотливо, туку само успех, само хармонија, само задоволство, благосостојба и дури ќе ви стане издодевно, но нека биде само да биде така, нели? Сега да видиме каде ќе ги доживеете успесиве. Ќе ги доживеете во сите полиња. Дури јас мислам дека и почетоков од месецов вие почнувате ова да го чувствувате. Ова се случува, вие стоите на ова тло, на ова успешно, сигурно тло. Вие газите на ова тло. Може би нешто од претходниот месец се случило, нешто судбинско, нешто нејасно на прв поглед, но нешто многу убаво, кое ве води сега во оваа прекрасна енергија. Може би некој ќе се обиде да го помати, да го малку помести овој баланс, или вас да ви измести малку од оваа состојба. Може би овој што го прави ова е некој стрелец. Не мора да значи, може би е само некој во вашиот дом, може би ќерка, може би мајка. Тој некој ќе се обиде вака да го размрда овој баланс, малку да го дисбалансира. Сега нема да успее, затоа што од оваа состојба вас очигледно никој не ве вади сега, вие сте во едно совршенство, но може па и не е тоа, може па некој таков ќерка, мајка, внука, не знам, може некој стрелец, некој огнен знак, може само прави нешто многу во тајност прави, и ова нешто ќе ги размрда основите на се она врз кој почива вашиот живот. Заеднички, се разбира, ова стано само ако има удел за вас и во вашиот живот. Нас не интересира сега во нивниот живот што се случува, но тоа што се случува, ако има импакт врз вас, тоа го споменуваме, а во овој случај има. Значи прави нешто во тајност, и ова ќе биде некако голема ерупција, голем земјотрес, но не грижете се, воопшто не е лошо. Воопшто. Ќе биде само големо, а лошо не. Ќе во однесе во една друга состојба, ќе во однесе во некои помирни води, вие пловите сега засега во некои матни, во некои немирни води, но ова ќе ве носи во други. Ќе ве носи во многу убави води, мирни. Сега, јас мислам дека вие многу и нема некои работи да правите. Вие овој месец ќе бидете
еве во оваа состојба, гледате, си виси овде, си виси, неактивен, си одмара, си виси, не се грижи за околината, не се грижи за нешто се случува наоколу, си ужива и си виси. Па и разбирливо, ништо не се случува, само сте во хармонија, само сте убави, другите прават тоа што треба да се прави, на вас е оставено само да уживате. Друг дел од вас, мислам дека некои ракови и на некои ракови им предстои преселба. Ви предстои преселба, да. И тоа можеби подалеку од сегашното место на живење, ќе заминете малку подалеку од тука. Можеби ќе заминете некаде каде што има вода. Можеби само ќе заминете некаде каде што ќе се чувствувате поспокојно и помирно од она како се чувствувате сега. Во некој сте процес, тоа е сигурно, во некој сте процес кој започнува сега и ова ќе трае, ова можеби цела една година треба да трае, значи од сега почнувајќи па до јуни 2023 ова ќе трае, веќе се чувствувате убаво, веќе се чувствувате успешни, задоволни ќе се чувствувате. Значи цела една година вие сте сега на сигурно и тоа е добро. Друго што гледам овде, гледам, значи буквално спокој и хармонија. Нешто ќе прославувате дома, ќе прославувате нешто, за некој од вас нешто во смисол на ритуали, може нешто вие што го правите секоја година, па затоа имам чувство дека е како ритуално, може би нешто само со семејството, со блиските, прославувате некаков успех. Може би некој од вас, ако вие очекувате принова или вашите најмили, може би сопруга, може би ќерка, може би внука, да, ќе чуете една многу убава вест, некој е во блажена состојба, тоа е многу убаво, или пак некој во вашиот живот, ако сте тоа вие, ако не некоја русокоса, прави нешто во тајност, кажав, може би ова е нешто слично со претходната порака, прави нешто во тајност и сега се развива нешто, расте нешто овде, нешто, некој проект, ако е бременост, значи некој плод расте и се развива во неа, ако не е бременост, нешто расте овде и има тенденција да стане плодно, големо, радосно, нешто што ќе донесе радост. Некој од вас јуни месец може треба да заминете на некаква обука, некакви курсеви, некакво доусовршување во работата на професионален план. И тоа ќе се случува во јуни. Може вие ќе бидете малку не незадоволни, туку може би малце тврдоглавост ќе покажете кон ова. Може би вие ќе сакате да ги покажете вашите способности, вашите вештини на ова до обучување, до усовршување и вие може ќе сакате да ги покажете вашите вештини со тврдоглавост. Ќе сакате да ги убедувате другите во нешто. И ако сте добри во тоа, тоа ќе ви успее. Јас верувам дека ќе ви успее. Со овој месец нема ништо што нема да ви успее. Нема да ви нема нешто што сте го започнале веќе, а нема да се заврши. Значи ќе се заврши, можеби кажав, ќе трае долго, процесот ќе биде долг, треба да поминат неколку сезони и во сите тие сезони, во целиот овој процес ќе бидете пресрекни, задоволни, успешни. Доаѓа на крајот од месецот, доаѓа некаква понуда кон вас,
нешто што ќе ви ги разбуди ќе разбуди некој креативен дел во вас, некоја креативност ќе разбуди во вас. Ќе сакате да благодарение на оваа вест, вие ќе сакате да направите, можеби само ќе патувате поради ова. Ќе патувате, дали блиски патувања, дали подалечни, некаде сигурно ќе патувате, дали за одмор, можеби некој за одмор, а некој како последица на некаква вест која ви ги разбудила фантазиите и мечтите и некој креативен дел во вас. Ке стварате многу, ке креирате многу периодов, ке уживате. Значи, буквално вие уживајте овој месец, уживајте затоа што е преубав за вас. И сега за крај, оно што го правиме, секогаш, значи, вие си замислувате желба или може би прашање, кое може да се одговори само со да или не, мора да биде кратко. И ајде да видиме што е одговорот за вас раковите. Што падна 2 карти, јас двете ќе ги земам во предвид. И овде повторно нешто ново, нешто креативно, некаква вест, нешто ќе се разбуди во вас, разбуди уметникот во вас. Одговорите да, значи 100% да, ова е славење и одење во многу подобри води со партнерот. Дури и ова што излезе на крајов е само потврда на се она што го гледаме овде. Вие сте многу среќни. Добро е да се биде рак периодов. Драги мои ракови, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!